овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Денеска ја заокружуваме сезоната. Имавме точно 35 епизоди и обработивме точно 35 теми. Низ овој ходник во Лимак продефилираа над 140 луѓе, а поделивме над 300 подароци за нашите гости. Имавме гости од сите бранши, од сите музички правци, од сите политички партии, од сите социјални мрежи и од сите карактерни профили. Тие беа искрени, забавни, духовити, сериозни, успешни, но пред се уникатни и секогаш најубави. Сите до еден. Тука ќе им се заблагодарам за достапноста и довербата на сите мои гости. Темите ни беа провокативни, актуелни, некои од нив рекоа дека биле и дискутабилни, но дефинитивно сите беа забавни. А во однос на најавите на гостите, секогаш ги осмислувавме да бидат автентични и да бидат вистинска слика на она што всушност тие се. Замерки немавме, освен само една. Единствена, уникатна. Некои ќе речат само бендисана, а таа е само своја и поинаква. Ке ја најавам како сопруга на Константин Плевнеш, Инстаграм сензација стана со своите вклучувања во живо од Париз. А може би доволно е само да кажам Марија Пиеманов Плевнеш. Оваа епизода беше и најгледана и најкоментирана, затоа им се заблагодарувам и на Стефан, и на Владко, и на психологот, и на Марија. А од оваа епизода дефинитивно најголем впечаток оставија поговорките. Еве ги гледаме. Може Владко прво да чита, ама само твоето, немој на сите. Много е долго ова. Ајде. Чекай нешто. Ајде пак. Вели, никогаш немојте да се каете поради тоа што сте биле добри со погрешни луѓе. Да. Вели, вашето однесување кажува се за вас, а нивното кажува доволно за нив. Така е. Ништо немаш да додадам. Не, немам што да додам, апсолутно. Па, како да кажам, биди добар со луѓето, па макар некојаш ја не се вратим, сам во ред. Ништо ново, но давај, биди тука, биди позитивен и ако нешто не испадне како што треба, не треба да има премногу горчина. Што Ова, да биде ова сакам да кажам, биди добар, никош не знаеш кога ќе ме изборим. И ти си спремна, Снежа, за избори. Ја гледам потенцијал тука, вака, за еден добар портпарол. Па се договоривме веќе, ја портпарол, Марија правиме политичка партија. Сите веќе... Ти читаш резултати. Ја што сака да може, секој да одговара. Кој сака може да биде? Што сака да може? Што сака да може? Да видам, тебе што ти се пада? Аналитичкиот центар. Аналитичкиот центар, имаме све. Ајде. Оралот се бие во височините, на свињата местото е во буништето. Што тоа значи? Се раѓаме како некој возвишен? Ова се однесува на животни, јас сепак би рекла дека не се однесува на луѓе, дека сепак мислам дека луѓето се, дека секој човек вреди, дека секој човек има вредност и дека и таленти има и само треба нели да си ги открие. Добро, одлично кажа. Јас така мислам, ова на животни се. Секој си ја толкува како што сака. Ајде Стефан нека прочита. Најкратко се. Сакав како Васко Ефтов да ти го Како прочитам. Васко е Многу е прочиташ, ајде. Многу реклама им направиш. Гласајте за број 7. Со нас се духови, како политичари. Да. Заокружи број Како 7. духови овде. Некој јас гледам. Тај бак. Каде има сила, нема правдина. Ето, толку има кај мене напишано. Ја би додал, нема правда, нема мир. Добро, среди. Е, најкраткото мене ми западна. Марија, тебе што ти пише? Големата риба, голема вода сака. Сам, енергијата си привлекува. Да месте на бир. Морско. Инаку да си го пофалам, аутфитот ми е од Dress Factory Македонија. Одлично. И Lux Shoes Македонија.
Значи сум Одлично. македонски брендирана. Да не зборат дека само за пари зборам, еве. Така, одлично. И Значи, Се погоди аутфитот со ова поговоркава големата риба, голема вода, сака со синово. Така, Па не знам, Big Blue, што сака да кажа? Па убаво си кажува, голема риба, голема вода. Сака и тие што се малите риби да молчат повеќе и да учат од големата риба. Одлично кажа, да, добро. Ја ти ќе ги изеде. Ова столче овде беше најдобитно, но признавам, многумина се плашеа да седнат на него, да не бидат први на удар. Инаку, токму на ова столче овде имавме врачување дури на 2 букети. Едниот пристигна дури од Париз, а другиот букет остана анонимен доставувач се до затварањето на оваа сезона. Епа Марија, а знаеш дека колко Не! Колко не е тука, меѓутоа испрати еден ваков букет. Јас ќе ја прочитам по раката, значи вака. Ова личи Вика само вака. на него. Ружите се испратени директно од Париз за Марија Пијаманов од Константин Плевнеш и неговите стихови за Марија. Ако времето е убавина, ти си вечност. Мон амор. Повели Марија. Леле, колку ќе се расплакам, ова не го знаат. Значи ова е Вистина сум изненадена. Еве, ова е Париз. така. Еве, овие се манирите на Франција и на Париз. Мала дигресија. Некој да трча по тебе. Имаме тука нешто, давајте. што? Давајте овде нешто имаме да еден видиме. подарок, брзо, кај е Имам подарок? едно изненадување. Некој да трча по тебе. Ајде, ја, види, кума, бргу ќе бидам, ама. Ова е за... Ова е за... Ова е за Маја. Па да излеземе ние. Ова е Маја стигнато анонимно. Значи, колку рози се само изброи, Маја, колку рози по се? тебе, повели. Благодарам, на вистина си изненадите, не очекувам. Да ги изброиме розите. Ајде, Вики, брои како Ја да кума бројам. повели. Може да ги вака да ме сликате, на пример, со Еве, на нив. вистина е убаво Ама да кога ме трчаат фати по Маја. тебе. Ајде, повели, Вики, да те Чекај, фати чекај, Маја. Маја. Не ти, Маја, да ме фати Вики Маја. третиот го чека да ја фати за третиот. Е, вака, дај Боже да ме фати Маја. Чекај, први ни ја вториот, Вики, чекај вториот. Да ме фати Маја за рака. Фати ја Маја ја фаќа за Леле рака. бе, абе чекај, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Како 10, учениците, 11. сите се на број. 11. Ајде, да се фати Маја. Не, нека да фати. Вики, нели тебе да ти Јас ќе ти тија Miley Cyrus, I can buy myself flowers. Не, ама зашто не те фати Маја, од мажот да добиеш? Не мора. А, добро. Чекај, ма Како ја што ќе бара нека противуслуга. Нека, фала. I can buy myself flowers. Ели ти Нека. Нека седи ке чека Маја. Мирно море, гледаш. Ели да ја слушнам, што рече Ели? I can buy? I can buy myself flowers, ја цитира Океј. Miley Cyrus. Добро. Ова и се случи на уште една гостинка кај нас, значи Марија Плевнеш. Тука изгледа ова место е добитно да А знаете. затоа ти тука ме сете. Елена, ти друга Ја ќе седам тука. Договорено. Неверството, а бога ми и кавгите беа теми во една од емисиите. А како одговараа на брзите прашања Бени Шакири, Александар Михајловски, Катерина Шехтанска и психијатарот Сања Васовиќ, сега ќе погледнете. Рековме дека постојат, за жал ги употребуваме и животните кога сакаме да се испокараме. Немој. Како повеќе ги запознам луѓето, повеќе ги сакам живот. Ама ајде, еве, само две. Што е полошо да ја кажеш на жена? Или што е понавредливо да ја кажеш на жена? Кокошка или гуска? Леле. Гуска, тоа е нешто као тетка и баба. Споредбата, ајде, гуска е полошо. Ајде, кокошка, не биди кокошка. Али гуска, брате, кога кажуваш. Зошто гуска? Знаеш ли како можеш да направиш од жена гуска? Како? Ќе ожениш. Мој. Ја зимаш кокошка, Ја да знам правиш дека гуска. звучи шовинистички, али ова е шоу, па малце се шалиме. Зашто имаш милиарда оние што се појавуваат по мрежи. Така, да, цитати и така. Ова што го гледате е најголемото зло на светот и така дали и така да имаш жена и змија. Ова знае да те укаса да ова да, а ова десно е змија. Добро. Така да ова е една шала на смеа. Немаше овдека имавме кокошка и Не го гуска. делам мислењето, не се вадам, него Така. него сум го прочитал, па као да Се видам наред. духови, ха-ха. Двете ми се нека. И кокошка ми е, ама е како кажеш коковче, некако ќе те асоцира на пиленце, ама
И гуска ми е двете ми се, не знам некако. Не знам кој е повеќе. И Бирај, кокошка е гуска, навредливо Гуска кокошка. Најлоше е ќурка. Ќурка, нема Тоа е потреба од најлошо. такви епитети. Зошто Најдовме мора? компромис, ќурка. Добро. Да. Добро. Ај сега за мажот. Што е полошо да му кажеш конј или вол? Може и бивол. Не, конј, па можеш после да му кажеш Конј е племенита липицанер. живот. Леле. Ова ми е мене, да. Како си ми убав. Арапски Еквестријано мој. Па го Конју чешкаш, еде. па конју мој да те истимара. Леле мори. А ова? Ја конј. Со гривата одма. А говедо е веќе стварно кога мислам дека се карам говедо. Што знам, мене ми е, ете, за конјот сметам дека е прекрасно животно, за волот исто така работи, брате, снажен е, така да... Не би ми било мене навредливо да ме каже некој ебе конјино една. Ама многу е лошо, девојката на говедото е крава, така да... Да, управо си бира, многу ми се допаѓа. Јас викам за говедо, за вол сум таму. Генерално не знам зошто се потребни овие епитети, има мал милион други, знаеш. Кои се од во твојот репертоар? Жирафа. Па не може да ми текне, не се користам со... Добро. Не сум сега... Али тигрице и викам од Сабајле секој. Тигрице моја. Важно пак е стока некако. Абе, нешто за работа. Пак се работи за добиток. Диви животни се рачунаат. Па добро, зебра, како би антилопа, тоа се вика. Газело моја. Да, газело, да, може, антилопа. Види, употребата на сите овие епитети што вечерва ги набројавме, се одраз на нашата слабост некако, знаеш, тоа укавга, што има сега да се караме, се кавгаме, седни разговарај, бива, не бива. Што дека ако и кажам, не знам, гуско. И она ќе ми каже, добро, мајмуне. Тоа гледаш, сум го заборавила. Знаеш, нема крај, без везе. Вокабулар има, да, ова е више... Ти не ми кажа? Не можеме ја ти набрав колку сакаш. Он поче се оди во зоолошка од нас. Одбира прав. Конј ми е убаво живот, да, вол ми е. Вол не, а? Не, ali pazi, konj je sinonim za, kako ti kažem, za potencija na kraјот на денот, ако намажа тоа што му е битно да му... Значи конј. Така да не, ама не ми вика конј Конјите за си тоа што... паметни и елегантни се. Зашто мене по мојата век ми вика псико конј. Па може би прави паралела меѓу тебе и конј. Да, јас сум и конј у кинески хороскоп, така да... По хороскопски знак те вика, тоа ништо само не. шегрива Да си ми проверите фали. вие што сте во хороскопски знак, така да. Тоа е тоа. Јас сум петел. Јас сум петел во кинески, да. А каква одмазда одлучија да им сервираат на своите партнери, ако не дај Боже тие ги изневерат, ќе слушнеме од Александар Пандов, Сања Ристич, психологот Ивана Хаџиванова и Зоран Јутков. Тогаш ајде да прашам која е најдобрата одмазда за неверство? Да му настрада колата, да му вратиш со иста мера, да преќутиш и заминеш, да пишеш по социјалните мрежи, да го соочиш со тој кој што ти изневерил, или да го проколнеш од типот да не ти овакво, да не ти последно, да ти е такви некои работи. 7 години. Познавајќи се, мене би ми била интересна драмата да ги соочам. Предпостави така? Да ги соочиш, а? Да, да ги соочам. Чисто би ме интересирало, не знам што има да кажа, што ќе се случи, да. Би сакала да стојам отстрани да анализирам. Ти, Ивана, што би направила во случајов? Што ќе избереш? Таму второ, трето нешто премолчување. Да преќутиш и да си заминеш. Да. Или може само, како да кажам, да си ја извадам целата снага и да кажам тоа колку ме повредило и едноставно да завршам. Не сум малициозен тип, не сум одмаздолюбив. Дали Малце да ја гребнеш колата, не, јас не можам, дали ми е професионална деформација да разберам, да подржам, да не наштетам, па не можам тоа да го имам ни у приватните односи. Значи не ми доаѓа. Меѓутоа, ако бирам одмазда, една бенигна одмазда, би било со тоа што ја би дала се за себе, за уште пута 100 за свој личен раст и развој и поубаво да живам со моја среќа и рамнодушност, ако тоа се важи за одмазда. А некоја клетвичка така?
Да не ти овако. Сметам дека ако го држам, гневот, фрлам клетви или посакувам или не да боже правам некои работи, мене прво тоа у душата го чувствувам мене како да ме труе, а ја не би сакала да имам нешто тука да чувам што би ме труело. Тоа како што има една поговорка, ако имаш гнев, сакаш да го фрлиш на другиот, тоа е како ковано жешко железо, сакаш да го фрлиш, а ти сам се гориш пред се. Така што Зоки, ти каква одмазда ќе сервираш? Или не сервираш одмазда? Не, ако веќе секоја одмазда раѓа нова одмазда, така да ако би се одмаздувал, веројатно би одел до крај. И би ги искористил сите тие работи. И би додал уште 10, така? Значи да му го оставиш лифчето. За секој случај. Али затоа што нема крај. Види го, овој фин се прави Јас би Политичарот и психологот многу фини се прават во оваа емисија. Глумецот си одглуми баш фино, само јас бев искрена, се сложува целата екипа. Сите ми климат. Реков, ако тргнувам кон одмазда, значи веројатно би го проширил списокот. Но сепак Викни ме да одлучувам... направам клипче. Одлучуваш? Чекај да одлучиш. По број 3. Замолчи и оди. Добро. Ајде таму, еден клjuč, гума сечење или што ќе иде? Не, материјална штета не би правил сигурно. Зошто? Мене ми е професија да зборам, јас секако дека ќе седнам и ќе... Социјални мрежи ќе Не, дека секако ќе седнам ќе направам муабет со партнерката. Ама по-интересно ако ги соочиш. Сега, ај признајте си сите, па нека ја заради забава би си го направила тоа, не ради болка да задржам во себе. Значи ќе ги соочиш, ајде, кажи што ќе Не би можел како да се соочам, бе што да соочувам, немам тука соочување. Би направил муабет. Придната работа, што ќе се очува. На темата дали убавината златни врати отвара, гениален беше Зоки Фаци, а бога ми парираше и доктор Роберт Стојовски. И покрај тоа што нели рековме дека се разубавуваме заради тоа што нели имаме потреба и некако се лечиме некои комплекси, факт е дека исто некогаш им е потешко и на убавите луѓе. Дали е така и дали понекогаш убавите луѓе потешко поминуваат во одредени ситуации? Например, убава е, па ништо друго нема вредност. Да кажа она високо голема манекенка. А можда на Ти си трафиката пример, ќе човече, помине за убава. тоа Ја мислам си била дека, мис. Ако можам да кажам само на кратко, Добро. мислам дека не, сега јас тука малце пакувам. Убава и паметна, не можам Добро. само убава. Убава, табула раза празна, мислам, тап погледи има, тоа не може да се парира. Никако. Да се закоси. Само цвикери Она е ондак тупо закосена. Тупо закусана. Тупо закосена. Има тај го. Тој исто интересен поглед вака. Тоа запиши дека... Тупо закосено, што пиеш, колега? Значи, не може. Значи, зборувам за тој, сматрам дека у Македонија има преубави и препаметни жени, не мислам, не би сакала сега само да да испаднеме лоши некои. Еве хейтери се. Добро, ајде да за жените зборуваме, а за убавите мажи има ли дискриминација кај убавите мажи? Обично знам како ги нарекуваат. Зоки, знаеш ти кога некој е убав што значи дека е? Ти можеш и да го кажеш, нели? Метросексуалец, нели? Какви се? Метросексуалец. Така. Геј. Да. Ако е убав. Со мојата убавина се дека поминувам. Ви гледаш? Да. Јас со мојата убавина се дека поминувам. Значи, Ако тоа да е гледате што е паѓето вртом. Сек дека поминувам. Да. Знаеш, ако поминувам, они сите се воодушевени, толку да убавена, комплетност. Држање став. Не сакаат вртото таа сигурност. Не сакаат. Да. Ајде. Исто, да, јас Има? сложав. Не сакаат, никој не сака сигурност кај другиот. Аха, кога Никој мажи, никој жени. Не сакаат некој кога е самоуверен, кога е сигурен, тогаш им смета. Нешто мора мора да му измислат. Да не е кој што треба. Нешто да не е кој што треба. Не може он толку да пази, да вежба, толку убаво, да сака да се обла. Тоа не може тоа да биде нормално, нели? Мора да е општо нешто да даде. за сите. Исто убава девојка многу помалку пројаат машки, него ли на некоја средно убава или не убава. Затоа што се плашат да им да си пријат. Исто и кај машките, не верувам дека многу што се убави мажи, дека многу убави девојки им дајат, нешто. Ама Снежа, више у Кој машко ќе му приде, ако е Скопје, Ајде да го слушаме, моментално Зоки. во Скопје нема мажи. Има метросексуалци.
Да. И ја ги гледам како купуваат, како вежбаат, како купуваат во Зара по 20-тројца застанати, нема девојка со нив. И ова ми стои, тоа ми стои, разбираш, ти го гледаш дека е цел со веги направен, косичките следани, тенсти хеланки, да, панталони. И сакам да кажам, нема више поем за маж. Да го видиш, речеш, усако до транспорт. Имаше ламберџикови едно време, сега не са жалете. Како? Со ламберџикови со брадите со... Да. Тоа помина. Гледаш ти која се сликаат наистина во теретана, па тоа се мора да биде, знаеш, вака така. А зашто Тоа се е сликаат многу гејски момент. во теретана? Затоа што тоа е гејски момент, што ни го носат во себе. И сега 21 век го покажуваат. Едно истражување вика дека жените изговараат по 10 навреди за себе во текот на денот. Тоа типот кога ќе се види огледало, аман, види ова какво ми е, зашто сум ваква. Дали вам дали тебе ти се случува? Иначе, да. Да? Добро, да, знам како на пример денеска коса што не се слага со мене. И се погледнав во огледало и кажам како ќе идам на емисија, ама кој толку изгледам. Ама толку не. Ја лично не. Ја кога дојдов сега што кажав, мислам на Светли и на Раца, кажав, ја многу сум си одвратна. Значи, тоа се некои, мислам дека е окей да и тоа да се призне, тоа така се осеќаш у момент. Мислам дека ми каже некој одвратна сум. Ама да се осеќаш, не дека ништо го огледало па. Друго е внатре ако можеш да се доставиш до шминкаш. Облечи се, ма. Облечи се, да. Ајде, кои се најчестите забелешки кои што си ги имаат жените на сопствениот изглед? Што најчесто им смета? Тоа е чудо. Жените може да си најдат 100 мани што не може никој на светов да им ги најде. Значи, дури кога се гледа на огледало, многу често им викам, значи не ви треба тоа, господи. Они имаат некоја имате сите жени искривена перцепција во еден момент кога нешто друго ви смета и вие наоѓате мана у себе. Тоа значи нешто све убаво изгледа и се гледа на огледало и наоѓа овде. Затоа сум многу поштен. Мислам, секој ќе кажам не ви треба. Не ви треба. Значи не кажувам директно, значи ако не треба, не можам да ја да работам нешто што што нема логика да се работи. И воедно поубавите луѓе и мажи и жени си наоѓаат повеќе мани кај мене. И мажите исто. Например, има супер видица, он бара уште поизразена джолайн брада. Да, Американ. Исто и брада, знаеш. Видиш тоа не исто и жена убава, стварно многу убава. Не можеш да најдеш две мани, а не она си наоѓа 10 мани у секунд. Од сериозните теми кои што ги обработивме во оваа сезона беше и врсничкото насилство. Вака искоментираа Иринеи Ковчиќ и Александар Динев. А кога сме кај интернет примерите и што тоа гледаат децата на интернет, коментираа Сергеј и Мија, баритонот Иван и креаторот Златко. Јас немав многу поддршка од дома, а и особено и од пријатели, соученици во училиште, доста со негативност. Мислам, многу плука по мене. Мене ми беше глупира, шо правиш така. Да, ама и луѓе кои што не ме познаваат од училиште, мене имаше период кога што не ми се идеше на училиште. Многу беше. Да, шуткање низ ходници, плукање, сопкање, секакви ствари, да. Многу ми беше лош период тоа на мене, средно. Тоа е булинг, така? Да, многу булинг. И во училиште и надвор од училиште. Заради тоа, како се изразуваш на TikTok? Да, затоа што јас тоа што го пласирам на моите социјални мрежи не е конкретно јас, затоа што јас глумам карактери. Така? И луѓето ствари што не ме познаваат мене лично, си прават некои предрасуди или предпоставки за тоа како сум јас, како човек, и можеби тоа најмногу влијаеше. А поддршка најмногу добивав тогаш на почетокот, нели, преку коментари од луѓе што ме следат и мојата најдобра другарка тогаш што ми беше и девојка ми. Поранешно. Така да. Сега више не ти дава поддршка. Не, се уште ми дава поддршка, се уште сме во добри односи, ама... Добро, а кога почнаа да те поддржуваат твоите? Или се уште не почнале? Не. Work in progress. Не. Ме поддржуваат сега и многу ми е мило за тоа. Почна да ме поддржуваат кога почнав да правам пари и кога сватија дека што правиш пари, окей. Стварно тешко сега во моментот е тешко кога ќе ти го прават нештото и као од нивна страна е интересно ова тоа закачаат нека те за љубомора, нека те као е ова тоа, вака така. Ама кажи кога почна да ти го прават булинг, кога почна да снимаш, така? Да, и на него му прават булинг, така? Да, булиране. Добро. И сега
нели, еднаш, два пати, па иде, знаеш, немој, не го прави тоа, ќе се деси полошо и ој пак продолжува. Па друг пат, трет пат, вака, така, иде у полошо, ама кога не може да се превземе мерки, кој ќе почне више да те закача, треба да се одбраниш. Треба да се одбраниш, така, значи... Спечелиш на земја. И тоа е дозволено, така ли? Па не е Ама тоа не е, да. Така кажа Весна, не е убаво да се тепаш, ама ако прв почне, мора да вратиш. Убаво е да се браниш. Добро да знаеш да се браниш е најбоље. И кога не ги слуша педагогот на училиште, ако не ги слуша психологот, ако не превземат ништо, ако немат тука, тоа е најголемиот проблем во моментот во Македонија. Како јавни личности кога се појавувате во медиуми или на социјални медиуми, имаме тука едно осудување или нешто кое што вика каков пример давате. Значи, кога веќе сте во јавност, каков пример давате, па ве гледаат деца, па ве гледаат постари луѓе и така натаму и генерално ве осудувате. Сега прашањето е, дали вие сте виновни затоа што нели децата не се воспитани или пак родителите се виновни што не им кажале кои се вистинските вредности, па да не гледаат некакви, не знам, вакви задници, такви задници, да не пратат вакви луѓе, туку да пратат луѓе кои што навистина имаат. Опасна тема отвараш, филозофска многу. Хајде, да прашам. А ќе ве прашам што сте вие добар, а по што лош пример? Ова е многу за надолго и на широко. За надолго и на широко. Заради тоа што сметам дека прво ниту едно дете, ниту еден возрастен човек не може да се спаси од социјални мрежи, ниту од она што е денеска 21 век, Инстаграм, ТикТок и Фејсбук, колку и да имаш контрола. Еве, јас сум мајка, имам контрола, но не можам да имам комплетна контрола заради тоа што се многу часови во текот на денот. Се обидувам да видам што тоа Андрија гледа, да не оди во не знам екстрема, во нешто што ќе го исплаши, во нешто што ќе го вознемири. Меѓутоа, сметам дека културата и образованието и каква музика слушаш доаѓа од дома и не може да ти го наметне никој од страна. Односно, сметам дека Андрија никогаш нема да знае што е, не знам како се вика, помогнете ми, реално шоу. Задруга. Задруга? Не, ова сечи. Се кажа. Нема речи. Сечи ова, сечи. Да. Заради тоа што едноставно тоа дома не гледаме и претпоставувам дека и кога ќе го види, не му е јасно, па не го ни интересира и не го влече. Така што сметам дека од дома доаѓаат тие навики и дека сметам дека децата гледаат и ги интересира она што ги учите вие дома. Дали ќе слушате Битлси дома или ќе слушате Драгана Мирковиќ, зависи од домот, не од тоа што гледаш на социјални мрежи. Ајде сега одговори ми на прашањето, по што ти си добар пример во општеството, а по што си лош пример? Можеш ли да ми кажеш накратко? И вие мислите си? Накратко сметам дека сум вистински добар пример за тоа дека истрајноста и храброста и вербата во себе на крај се исплатат. Од аспект на тоа дека нели јавноста знае дека сум со Андрија сама од првиот ден и сметам дека поминавме многу тешко време кое што го знае мојата публика, за денеска да бидеме на едно сосема друго ниво, за кое што сум благодарна и на Бога и на самата себе. Добро, а лош пример си за? А лоша сум, зашто сум лоша, не знам зашто сум лош пример. Може би за брзоплетоста и за тоа дека не треба секогаш да реагираш апсолутно на се. Не знам. Немам некој мани, Снежа, не знам како да ти кажам. Сергеј, ти зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Прво нешто збориш за децата. Тако? Што гледаат, што. Има пострашни работи што гледаат деца и возрастни на интернет и на социјални медиуми, заради тоа што интернетот колку е добар, живееме у 21 век, допрва тој ќе прогресира, допрва доаѓа тој метаверс, допрва ќе се соочуваме со работи што сме ги гледале само на филмови. И тоа ќе бидем за многу брзо време, така. Достапноста е инстант, лажни работи, вистински, полуреални, младите се скрос изгубени, така да најбезболната работа е некој дете или некој возрастен човек да ме гледа мене или мија, во споредба со какви страшни, сериозни работи кои влијаат на менталното здравје на младите, се пласирани на социјалните медиуми, на тиктоци, чуда, глупости, инстаграми и се и сешто. Другото беше зашто сум добар. Да, зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Многу е глупо кога треба да збориш за себе, зашто си
добар пример, не благодарно ми е некако, меѓутоа сметам дека сум добар пример како сам можеш да си го најдеш патот, како сам можеш да се избориш за тоа што го сакаш, како сам можеш да бидеш автентичен сам на себе и да се носиш со истото, како сам со две раце можеш да создадеш многу. Сметам дека сум добар пример како човек може да расте сам со себе, а сметам дека сум лош пример за човек што со две раце знае да направи све и со две раце знае да разбити со све. Да. Добро. А Иван, ти зашто си добар пример, а зашто си лош пример? Зашто лош? Па добар пример би рекол пред се дека сум започит према луѓето, према постарите, према секој, да речеме. Добар пример сум исто така за амбиција, добар пример сум за тоа што сметам искрено лично за себе, најреално ќе си кажам, горд сум што сум непоткупив карактер. Добар пример сметам дека сум за амбиција, за еден профил, за една слика за себе, како што секогаш сум се обидел да изградам на еден најчесен и на најоригинален начин, се будам со насмевка и сметам дека мојот како човек сум оптимиста, на пример, и сметам дека таа оптимистична енергија, таа позитивна енергија, мислам, не дека се обидувам да ја распространам, но мислам дека на некој начин луѓето ја чувствуваат, а негативен пример, па вага сум у хороскоп, мислам дека тоа, да те прашам што си. Мислам дека тоа е доста негативно. Ја сакам да те прашам. Па не може да се смени хороскопот. Јас сум дупла, зошто е тоа негативно, извини? Негативен пример сум затоа што сум вага, одговорот. Се вреѓаме, ја риба сум, добро. Види, негативно, зашто сум негативен? Па ете ради некоја неодлучност, може би да кажам, ајде. Ништо немаш од мојата вага. Ова е некоја твоја вага. Друга вага е ова. Ова друга некоја вага. Ова некоја посебна вага. Така, ајде, зашто си добар пример, а зашто лош? Добар пример сум затоа што секогаш сеткам и сјаем. Се шалим. Браво. Дај ми го балонот, дајте ми го. Сакам да кажем дека сум добар пример, бидејќи сум покажал на Македонија и на светот дека не е битно од кај си, битно е кај сакаш да стигнеш и битно е колку се трудиш, колку работиш, дека ако веруваш од својот продукт, тој стварно дека ќе стигне далеко. Ако ти си се наменил за на светски пазар, тоа на светски пазар стига, па не може никој против тоа. А од друга страна, лош пример сум за светот или односно за моите Инстаграм следачи, заради тоа што сметам дека имам премногу високо его, секогаш кажам дека сум многу самобендисан и многу себичен и тоа можеби некој го гледа како негативно. Нормално. Треба да го земат Капирели, Кайли Дженер, што го носиш да си го стави на глава, пошто секој интервју. Мене ми е тоа план да си горе дизајнирам со два лава лево и десно, нормално. Чекај. Два. Средина ќе биде, третото моје лице ќе биде лав. И негативен, тоа би ги рекол дека сум како егоцентрик, дека сум себичен, дека сум самобендисан и дека сум нескромен. Значи на крајот што да кажам како заклучок, астролошки муабети со Снежа Велков. Ако го имам мажи во емисија, џабе ми и оделото и панталоните. Сосема ме пореметија мажите предводени од Јанко Илковски, ама во позитивна смисла на зборот. И затоа им благодарам. Дечки, заслужувате да се најдете во The Best of. Каква девојка бирате? Јас само заради гледачите ќе прочитам, види го. Јанко, бе, па како си одбрал во твое време? Човече. Па ми ја саботира емисија. Седмо оделение, ме врати. Абе, ќе ти дојдам у емисија, бе, ќе видиш. А ти ќе дојдеш у емисија? Ќе ти дојдам у емисија и ја ќе ти зборам у емисија. Ама видиш како. не како кај тебе мяу, кај мене е аф. Нема проблем. И бурек ќе зајадам, да видиш. Ајде, значи... А мора да бираме? Мора да бираме. Па мора да или тоа. Ај Бојко ти удри ме, бе, не одговарам. Ај Бојко. Ај, не одговараме. Ај ти почнеме муа. И сега слушај. Возиш ме, дај нешто на старо да купам да ми се од втора кола. Мондел имам 98, ако ти треба. Плин бензин. Не пали тоа, ама добро, ќе ти го... Не. И после немало мужи у држава. Есте зашто нема? Затоа што не сакате да не сослушате, нели рече? Реално. Треба муабет да се прави со жената. Што ме бојкотирате сега? Така е. Значи што бираш, деколте или минич? Стефан? Деколте. Добро. А што бираш, Јанко, деколте или минич? Мини деколте. Добро. Таско, деколте или минич? Деколте. Деколте? Минич. Добро.
Да има убави очи или да има заносна насмевка? Ова е баш тешко да ти кажам. Ова цело време мислиш што да одговорам. Стави ги бе двете, зашто да те условува? Не може или. Ја ги стави, првото го стави, двете. Ај нека бидат убави очи. Убави очи, добро. И двете. Не може! Ти ке ми кажеш. Трампам две очи за сите заби. Трампам две очи за сите заби. Само нека се насме сите заби, а ги има ништо друго не ми треба. Две очи за сите заби. Насмевка. Добро. Добар. Насмевка, добро. Ајде. Очи, очи, очи. Очи да има, добро. Значи може и без заби. Полни устни или нежни дланки? Па, нежни дланки. Дланки нежни? Ја одбивам да бирам. Ова се раб... Да. Апсолутно, ја не гледам што треба овде. Абе, па не може Кој ненормален ќе полни устни нежни дланки. Да не објаснувам зошто треба и полни устни и нежни дланки. Треба ли да објаснувам овдека сега зошто? Што ако се нежни дланки да жиле? Или полна уста, а дланка на шмиргла. Па реално... Абе, не може да има се жена, да. Како не може да има? Ке си ги напуни устите. Во сезонава имавме и две одлични глуми. Едната беше на градоначалникот Стефче Јакимовски и актерката Стојна Костовска, а едната глума беше на имитаторот Стефан, па затоа треба да погледнеме уште еднаш, а бога ми треба да видиме и дали Владко Ѓорчев веќе пуштил коса по убедувањето на Апасиев. А? Акнал да пукнал. Молам? На горнион да му се молиш. Како? Квачки да те јадат, бре. Оти си, бре, лута? Море луто куче да те јаде. Па ја само арно ти правам. Море арно да не видиш. Оти грмиш, мори жено? Море гром да те убие да даде Господ. Гром! Стефче од гром. Ајде да имаме една игрица, може ли или таму вие двајца еден диалог да направите? Не бе, само сакам да те прашам, дали мислиш дека е окей само да немам од кој ластиче да побарам, значи у собрание. Сам се чешлам, се гледам пред огледало, значи молим те, значи те молам, јас сум правил муавети со други колеги, на сите им викам, дај нека ја пушти, не можам само ја да сум, ме разбираш. Овие минат ме гледаат само мене си викаат овој хипике. Абе викам луѓе, не е така бе, убаво е долго косиче, викам Владко носеше порано. Па што не Јас сметам дека треба да го слушате професорот пошто е начитан и знае, ако он каже јас да пуштам коса и јас ќе пуштам коса. Нема проблем. Значи јас сметам дека неговото мислење, чука и Снежа готов евој. Ти наредувам да ја пуштиш косата и да не ми се вратиш вака. Крај. Вака, ако не ме убедиш, јас стварно не знам. Побрзо почна расте. Се пополнија за лиците веќе готово. Фантастично сработено, добро е. Ако ви недостасуваше Сергеј со неговите коментари, ви го сервираме уште еднаш, а во однос на мојата одлука, дали ќе ја скратам косата, страпете се до следната сезона. Што викаш? Што да кажам бе, мајко Света побогова на крштење да оди. Ова за со света вода да ја попрска. Знаеш како многу е чудно што имаш и друга. Ке сега гледа, што политиката у денешно време на самоизразување, нели секој може да се изрази како сака и ми е гајле. И нека се изрази како сака. Меѓутоа кој што ке смета дека може да се изрази вака, без оглед на килажа, без оглед на години, треба да е спремен дека секој ќе си го каже јавното мислење или секој ќе каже мислење, сега некој ќе каже секој има мислење. Да, секој има мислење, ама секој има и гс, да ми простите на францускиот пак. Ќе кажам, заради тоа што не сече па мислење е релевантно. Така, добро, имаш таму и друга сликичка, Не се затвори. Значи... Не се затвара, чекај, ја тука сега, може ми една местенца тука ја да седам до тебе? Еве, гледаш како црнова. Луѓе што се стручни, може да го збора тоа. Луѓе што се нестручни, не ова нели е милјенце? Е милјенце. Милјенце, нели? Не, прва може да е згодна, немаше толку да му паѓа. Твојата омилена Мадона. Молим те, смееш да ја коментираш или не смееш? Нема да се скараме заради тоа што Мадона е долга тема. Не можам да коментирам нечи изглед. Добро.
Збориш за филери, за корекции, за тие работи. Корекции, она не личи на себе. Што филер И? да се сопнала и паднала на И чекај сега, збориме за некој кој ја има обележана поп културата 40 години. Немам правда и сега. Не, чек. Почна како политичар. Чека. Не. Збориме. Това е икона, факт. Знаеш како, збориме за иконографски лик. Така е. На кој што, кога Мадона на луѓето им изгледа нормално, никогаш. Добро, ајде, оваа невестава, шо викаш за неа? И Мадона и не треба да изгледа нормално, Мадона и треба да изгледа така. Мадона знае шо прави. А дали мене ми се свига дали има поише филери или нема поише филери? Точно да. Многу ја сака, не можеш да ми Ајде, замериш. оваа невестичкава, шо викаш? Ова бебереджа ли е? Дрпаница, оваа да не е бебереджа, оваа ќе мислите ме дека е од Грчец. Ау, стварно Дека многу ќе лошо. оди да ја на она укораби на наступ. Е за тамо, е на Шмајзер да игра. Ама и Бујава кога ќе ја видам. Да, на Шмајзер ќе игра. На Шмајзер? Со лоша екстензија. А он ми се свига, он ми е супер и ми е кул. Шо му се овие? Дали му се панталониве толку долги? Модерни се ти не разбираш. Ајде, ти држ се до водителство. Ама многу ме интересува. Добро. Држ се до водителство. Ава? Епа, добро, ова е од неразбраните, од пектарот. Ајде. Да пуштам таа? Ава, Шанеа Твин. Шанеа Твин да биде Круела де Вило, дали експрес нарачана како пластичен костим, нарачан, што не знаеш онака ќе ти стигне, грешно ќе ти стигне, онака тешка некоја пластика со коса Зорица Брунцлик, мислам, ајде. Добро, ова ќе скокнеме. Театрално, у опера, на сцена да проаѓаат тие дизајни, тие креации. Не сум нешто огромен фан, поготово кога ти се гледа само лицето. Сега многу е битно и кој го носи. Да го носи ова Наоми, Да. многу е битно. А иначе вака да го облече некоја наша, како ќе искоментира? Еве личи на некоја наша. Која ќе го облече ова? Па не знам. Кој ќе го облече ова? Некоја наша што ќе рече? Еве кажи јавна личност која да го облече ова? Еве не знам. Некоја Ете, може би Калиопи, зашто како театрално. Она да излезе да пее. Нема да ти го облече ова Калиопи. Калиопи у ова ќе изгледа смешно прво ради колорот и ради бојата, заради тоа што Калиопи е карактерна многу и сепак ја гледаш неја улик. И човечево? Хери Стайлс, британец, не сум нешто фан на овие, не знам, што и да носи тамо. Меѓутоа, за Хери Стайлс дефинитивно ќе кажам дека тој стил не е сега ништо ново. Тој стил постоел секогаш у поп-рок светот и во Југославија, југословенските бендови се облакале така и во 80-тите и во 70-тите години и светските бендови, значи не е таа непозната естетика нити за мене, нити за луѓе уште. Те за оваа водителкава што ќе кажеш? И за мене. Ти правиш грешки утки со косица, да ти кажем право, да. Прво, не ти треба толку долга коса. Добро. Да. Второ, многу поелегантно, пофино ќе изглежда да се почишаш малку. Што ќе ти Да не косиш? бидам самовила. Не треба да бидеш самовила, слаба си. Сивата таја ние нема мената козата како ја знам. Ете, тоа е грешката. правдам, ма Значи кажи нешто тоа. треба. Ама што ќе ја правдаш, сама си праша, сака да чуе и тоа го прави многу транспарентно и многу искрено, ми е драго заради тоа. Друго што Ти ќе добиеш ренесанса. Бионсе ќе ти се деси. Ренесанса да ја промениш косата на еден убав, вистински начин кој ќе ти донесе една убава промена и која што ќе те извади од моментот на досадност. Заради тоа што јас од тебе од кога те знам, ти си со некоја со три шишки тука, со овде нешто. Добро. Епа сега тражи, не се гледајте. Да, балонот. Давај балонот. И овако. Ама знаеш што? Сите се смеат, знаат дека сум у право. Знам дека си во право, чекај да те изгушкам сега, фала ти најмногу. И не Ја се мислам- шишам. И не се шишам. Епа не се шише. На крај, слушај, може ли да кажеме, да ти пукне душата, како беше да ми пукне душата, драги гледачи? Не да ми пукне, Мене да ми пукне на душата. кој да му пукне. Види, не дај Боже на никој да му пукне душата. Не си до толку за да ми пукне душата, али балонот може да го... Да го пукнеме! И бидејќи сме при крај, следува топ листа на најсподелуваните и најкоментираните изјави од оваа сезона. Колата ми е гнасотил. Зошто нема канти за ѓубре пред собрание? Зошто? Затоа што ѓубрето е внатре. Синко, истрпемо, турско-германско, овој селјачко не се трпи. Не се трпи. Селјак е карактерна особина и психолошки профил и селјак не може никогаш да биде господин,
А селанец е географска одредница и ја познавам многу селани кои што се права господа. А девојките кои доаѓаат, што бараат? Што ви кажат? Малце газо да си го кренам така, задникот културно ете. Да си го подкренам така задникот. Ба се друго не ми треба, како не ти треба, види го стомакот. И на крајот што да ви кажам? Слободно озборувајте. Слободно озборувајте ги и нашите епизоди. А дали озборувањето е корисна работа? Одговорот ќе го добиете од Агнеса и од Нора. Дали озборувањето е повеќе корисна или повеќе некорисна работа? Ајде, кој прв ќе почне? Јас. Ајде. Секако дека е корисна работа озборувањето за тие што цел ден седат у кафичи, пијат кафе, немат работа како мене да станат и да завршат 300 обавеси. Добро, за нив е корисно тоа. Добро. Корисно е и како пиар за јавните ликови. Апсолутно. Добро, ајде. А не е озборување, веќе него е пиар. Добро. Па ја ќе се вратам на самиот старт на емисијава. Ако психолозите велат дека озборувањето е еднакво битно како храната и сексот, тогаш нека се тера, корисно е. Нека озборуваат. Добро. Ако има тоа храна, онда е окей. Така сите се бориме да нема гладни луѓе во светот. Да. Па ќе ги нараниме, ето. Нели така ги раниме? Еве, Агнеса ќе им спреми нешто. И доручик, ручик и вечер, без проблем. Да. Уште вечер. Ке му истеш нов материјал, кај да. Добро. Само нека прозвучи нешто конкретно. Обработивме и тема за поддршка во оваа сезона. А нам поддршка во сите овие 35 епизоди ни беше нашиот генерален покровител Меркур, на кој што неизмерно му се заблагодаруваме. Тука ни беа и Pink Stuff, секако Hyperman и Hyperlady и Candy, кои што се грижеа да останеме во добро здравје. Ке им се заблагодарам и на Вега, кои што се грижат за мојата насмевка, сигурно читавте и убавина и здравје, а нема да изостане ниту поддршката и благодарноста моја за сите оние медиуми кои што ни излегоа во пресред и кои што ги споделуваа и нашите емисии и нашите објави. Ви благодарам. Одјавата ќе му ја препуштам на Васко Ефтов. Снежи, ти благодарам. Овде некаде е крајот на нашата емисија. Се одјавуваме овде, а ние ќе не гледате во недела во 17 часот на Телма телевизија. Ви благодарам, Македонијо, каде и да си. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.